Без да исклучок, 10 на 15 години најголемо внимание преку летото на овие високи температури во Велес привлекува културната манифестација меѓународниот фолклорен фестивал. Дојде време и за негово одржување оваа година. На оваа тема ќе разговарам со Томе Јонаевски, председател на организациониот одбор. Томе, добро утро и добре дојдовте. Добре најдов. Благодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи на Македонска телевизија. Најнапред неколку технички податоци. Кој е поред оваа манифестација, кои денови ќе се дружува датумите за да пошироката јавност? Оваа година Интернационалниот фолклорен фестивал Велес има мал јубилеј, 20 години или 20-то издание на фолклорниот фестивал и согласно тоа ние како организационен одбор работиме веќе од септември на ова поле за да го направиме фестивалот оваа година доста убав и квалитетен, со квалитетни ансамбли и како исто така и повеќе ансамбли имаме покането. Затоа имавме слука од општина Велес и од Министерство за култура и туризам, ни одобрија малку повеќе средства за да може да направиме како што личи на 20 годишнина на фестивалот. Кој денови ќе се одржи? Фестивалот ќе започне на 1 јули 2025 година во вторник со свеченото дефиле во 19 часот, кој ќе се движи низ улиците на градот, а свеченото отварање и првата фестивалска вечер е закажано вечерта во 20:30 часот. Фестивалот ќе се одржи оваа година во 5 фестивалски вечери, како што реков, затоа што имаме малку зголемен буџет. Втората вечер е резервирана за ансамблот за народни песни и игри Танец, кој ќе одржи целовечерен концерт и идејата беше наша, на организаторот и на општината, да го поканиме Танец, затоа што сакаме сите оние 8 ансамбли странски, кои што дојдоа во Македонија од 5 континенти, да уживаат во македонскиот фолклор, а исто така почестено да види нашата публика која многу сака фолклор, една вечер да ужива во звуците, играта и ората на Танец. Традиционално се завршува сабота? Да, во сабота имаме 5 фестивалски вечери, свеченото затворање е во сабота, на 5 јули. Да напоменам, во сабота, заради тоа што вечерта има забава, последната вечер и затворањето свечено започнува во 20 часот. Локацијата е иста, летната сцена во Младинскиот парк во амфитеатарот, а во случај на временски неприлики имаме одбезбедено и договорено со Основното општинско училиште Блаже Коневски. Спортската сала е резервирана. Ако се случи таква работа, што ние не посакуваме, затоа што сепак отворено е отворено, тогаш се селиме таму. Сега најатрактивниот дел, рековте ансамбли дури од 5 континенти. Кои се учесници? Да, благодарение на тоа што еве како организационен одбор успеавме фестивалот да го зачлениме во ЦИОФ, тоа е светската организација или светско семејство на фолклорни ансамбли од цел свет, ние имаме повеќе контакти и луѓето не препознаваат и како ЦИОФ фестивал сакаат да дојдат на тој фестивал. И затоа имаме можност да одбереме одлични ансамбли, така да оваа година, еве ако не смета да ги набројам, да ги набројам, имаме ансамбли, првни ансамбли, тоа од Турција ни доаѓа ансамбл од Анкара, Јенимале, од Литванија имаме ансамбл, ни доаѓа ансамблот Пилија Роже и Ратилелис. Исто така од Прага имаме, од Чешка ансамбл Росенка, и тоа е доста квалитетен ансамбл. За прв пат во постоењето на фестивалот доаѓа ансамбл од Германија, од Дрезден, фолклорниот ансамбл Теамас. Потоа имаме фолклорен ансамбл од Тореон, од Мексико, и од Јужна Америка оваа година за прв пат доаѓа ансамбл од Чиле. Меѓутоа тие се не се мислам се чиленски државјани, меѓутоа тие се од Великденскиот остров, од домородниот народ Рапануи. Тие ќе бидат доста атрактивни, публиката ја поканувам да ги проследат. Исто така од Мелбурн ќе ни дојде нашето македонско културно-уметничко друштво Јане Сандаски и за крај една вечер ќе ни гостува и ансамблот Шумадија од Горњи Милановац од Србија. И тие се прекрасни, така да ќе ужива публика, да се надевам.
Богата програма, има што да се види, посебно, значи сите си имаат своја карактеристика, своја тежина. Доаѓањето на ансамблот од Великденските острови Рапа Нуи ќе биде интересно нешто да видиме ново што не сме виделе. Да, тие имаат посебен танц и посебен и ударни инструменти, така да ќе биде интересно. Да напоменам дека и оваа година поканивме ансамбли и од нашата држава, така да ќе не представуваат Македонија ќе представуваат ансамблите 7 осмини од Скопје, Јане Сандански од Неготино, Филиграни од Охрид, Тодор Јанев од Шашка. Исто така тука ќе настапат и нашите велешки ансамбли, Керамичар, Корен Велковски, Вила Зора, Распеани Велешани. Секако тука на дефилето ќе го збогатат малите дечиња кои ќе имаат преднастап пред фестивалот од детската градинка Димче Мирчев. Исто така оваа година, затоа што е 20 години, се одлучивме двете химни да ги изведе младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи. Мислам дека имаме програма за публиката да ужива. А публиката во Велес секако дека многу го сака фолклорот и затоа ние на некој начин гледаме да се одложиме. Томе, многу успех, се гледаме на станите, ќе биде убаво да се присуствува на овој фестивал на фолклорот, на танцот, на песните, на носиите, да видиме што се светот игра и танцува. Ви благодарам многу, еве јас сакам да искористам уште еднаш можноста да им се заблагодарам на сите, почнувајќи од општина Велес, Министерството за култура, сите институции во Велес кои што вклучија да помогнат во одржувањето на фестивалот, сите оние приватни помагатели кои што не помагаат како фестивал. Исто така на медиумите, пред се и вас, Македонска телевизија, да ве пофалам, бидејќи секоја година вие сте тука со нас заедно, а секако и другите медиуми, и воедно сакам за крај да поканам велешката публика да дојде во огромен број да ужива во тие 5 фестивалски вечери. Тоа беше Томе Јаневски, организаторот на 20-тиот меѓународен фолклорен фестивал Велес, на кој што слушнавме богата програма, богата содржина, многу учесници и од други континенти, и сето тоа ќе биде предизвик велешани, но само велешани, кој сака нека милува, нека дојде, Велес отворен ги чека. Студио